Откако во судот се појавија докази поврзани со браќата Заеви, Рекет денеска остана затворен за јавноста и новинарите. Иако обвинителката Вилма Русковска вчера најави дека нема ништо против сите да ги слушнат преснатите 3 снимки од USB-то на Зоки Кичеец, денеска сепак го промени ставот, побара јавноста да биде исклучена, а како причина наведе дека во снимките се споменува лимиња чиј углед може да биде нарушен. Се поставува прашањето за кои лица станува збор, дали можеби за некои од највисоките ешелони на власта. Сомничите за вакво нешто станаа големи, откако вчера на едно од видеата презентирани во судот се гледа Зоран Милевски седнат во скопско кафуле заедно со Вице Заев, братот на екс-премиерот. На друго пак се гледа како Катица Јанева оди во вилата на Водно кај Зоран Заев. Алфа телевизија сакаше да го праша Вице Заев зашто разговарал со Кичеец, но тој не одговараше на нашите телефонски повици, а не ни врати ниту на пратената СМС порака. И двете видеа беа пуштени без тонски запис, што според опозицијата представува обид на обвинителството да го заштити семејството Заеви. Од ВМРО ДПМН ја барат одговори зашто се разговарало на средбите. Лидерот на партијата Христијан Мицковски вели ситуацијата била јасна. Предпоставува дека разговорите меѓу екс-шефицата на СЈО и екс-премиерот биле за случај на специјалното обвинителство. Јасно е што подразбира октопод, наречен Рекет во случајов, кој е главата на тој октопод. За жал го видовме вчера на повисен тон како бара правда во нашата држава. Предпоставам бара нова амнестија, трета, четврта, која е таму поред за тоа лице. Многу е јасно и на тие примерки, ова рекетирање станало семена забава, па гледаме не само Зоран Заев, туку и неговиот брат се состанувал со еден од тие кои што се осомничени и осуден, ако не се лажам, во овој случај Рекет. Одбраната се противеше на одлуката и денеска да биде исклучена јавноста. Сметаат дека е прекршен и законот со таквата одлука на судечкиот совет. Членот 354 многу децидно кажува во кои случаи се исклучува јавноста. Тоа се интересите на осумничениот, на оштетениот, на одредени лица кои што се таксативно наведени. Сведоци, значи таксативно наведени во тој член. Пратеникот на ВМРО ДПМН Антонио Милошовски најави дека утре во обвинителството за гонење организиран криминал ќе предаде аудиоматеријал доставен од докажувач на кој се препознава гласот на поранешниот премиер. Покрај тоа ќе доставил транскрипт на кој се гледало дека Заев бил во тек со нелегалното финансирање на меѓународниот сојуз, како и дека го помагал финансирањето на еден ТВ. Инаку денеска обвинителството заврши со презентирање на доказите. Сега на ред одбраната на Бојан Јовановски Катица Јанева да предложи листа на сведоци.